Тренерот на фудбалскиот клуб Брегалница Јуксел Јосилов синоќа на магистралниот пат Штип-Кучани кај селото Крупиште е нападнат од страна на двајца функционери на овој клуб. Според полицијата настанот е пријавен во 20 часот и 10 минути од страна на турскиот државјанин со привремен престој во земјава. Јексилов пред камерата на телевизија Ирис истакна дека двајцата негови напаѓачи за време на надпреварот кој се одигра на стадионот во Кочани меѓу Брегалница и Ѓорче Петров му упатувале вулгарни зборови и на него и на неговата девојка од Романија. Според извештајот на МВР, автомобилот Порше на новиот тренер на ФК Брегалница се движел по патот кон Штип, а пред нив автомобил марка Мерцедес во кој биле председателот и подпредседателот на клубот. Постојано ја намалувал брзината и се движел лево-десно, не дозволувајќи да ги претекне, пошто кај штипското село Крупиште им го попречиле патот за да застанат. Во извештајот на МВР стои дека од возилото Мерцедес излегле возачот ИК од Штип, подпредседател, и совозачот ММ, председател на фудбалскиот клуб Брегалница. ИК од багажникот на возилото извадил метален предмет хебла и се упатил кон нивното возило. Levyeyle bana kafama vurmak istedi. Едниот од нив тргна да ме удри со Kendimi железото. korudum. Јас се одбранив самиот. Во тој момент и тој што ме нападна не знаеше дека јас сум еден од светски 104 tane 104 K1 меша şampiyona имам maçım var. борилачки вештини. Се бранев самиот. Ми беше жал дека отишол во Bazı yerlerine болница. dikiş atmışlar. Имал некои шиење во главата. Од Штипската клиничка болница информираат дека во болницата се примени учесниците во инцидентот. Прегледани се од дежурниот лекар и поради лесните телесни повреди се пуштени на домашно лекување. Со председателот на фудбалскиот клуб Брегалница ИК извршен е разговор во полициската станица. Информиран е јавен обвинител од Штип, а по комплетирање на настанот ќе следи соодветна кривична пријава против напаѓачот. 48 годишниот тренер од Турција вели дека и покрај синоќешниот напад, сепак тој ќе остане да работи со фудбалерите во Штип. Смета дека љубомората е мотив за нападот. Моје мислење е дека како долгогодишни претседатели во клубот имаат некои скриени. Сигурно сакале мене да ме уплашат и да го напуштам клубот. Мислам дека не е од љубов према Брегалница, ова е направено за некои други задни намери. Некои спортски портали денеска пренесува дека двајцата први луѓе на клубот денеска си поднеле оставки. Инаку во тек е огласот за продажба на акции на фудбалскиот клуб Брегалница, а отварањето на понудите е наредната недела.